Пред 10 дена излезе францускиот нон-пейпер за новата методологија на преговарање, што предлага постепено зачленување на земјите кандидати. Идејата е преговорите да не траат со децени, како што се одолговлечија во случајот со Србија и Црна Гора, туку и потребата да се реорганизира целиот тој процес. Дали со ова има ризик ние да преговараме со децени поради реверзибилноста на процесот? Во Србија и Црна Гора не траат со децени преговорите, има потенцијал да траат со децени, но не е ситуацијата таква, таму се отворени преговорите пред 6-7 години, нели, така што е повеќе, нели, од и нема изглед за затварање, нели. Има дури и демократско назадување во Србија според многу и во самата Црна Гора според многу релевантни извештаи. Јас нема директно да ви одговорам на прашањето, односно пред директно ви одговорам, ќе дам малце контекст за тоа каква штета, за тоа како изгледа регионот после октомври, после Европскиот совет во октомври. Кој е победник, кој е губитник, кој извлече корист од целото француско противење, нели, на проширувањето и почнувањето на преговори од страна на нашата држава и од Албанија. Ќе вратам малце назад. Значи, најдобрата работа што ја направи оваа власт беше решавањето на големите национални прашања, односно може да кажеме не решавањето, туку ставањето во рамка на сите прашања национални прашања што ја тиштеле државава во последниве 3 децении. Тоа се, нели, односите со соседите, преку двата договора за добрососедство со Бугарија и со Грција, преку решавањето на спорот со името, и третата работа е, да кажеме, законот за јазици, со кој албанскиот практично стана службен или јазик на целата територија на Република Македонија, со што власта отаде барањата на Охридскиот рамковен договор. И тоа е добро. Зашто? Затоа што сите заедници во државата може да се чувствуваат како државата да е нивна. Правата ќе може да ги остваруваат своји. Преспа е добра затоа што затворивме една отровна, токсична приказна, која што нашите односи ги труе со соседите со години. Договорот со Бугарија е подеднакво важен, затоа што со тоа во рамка ставивме некакви отровни односи, така, градени децении наназад. Со тоа ние покажавме голем државотворен капацитет и као народ, и као држава, и на некој начин им ги извлековме аргументите на политичарите, изговорите на политичарите. Политичарите во оваа држава веќе немаат изговори. Сетете се Груевски како го користеше спорот за името како изговор за неправењето реформи или за неправењето добри работи во оваа држава. За како го користеше како изговор, како ги користеше како изговор односите, нели, со албанската заедница, односите меѓу македонците и албанците внатре во Македонија, како изговор, нели, за своите авторитарни тенденции, значи за зарабувањето на државата, за контролата врз судството. Сетете се како Груевски и Ахмети игра една совршено координирана игра во која што палеа пожари, потоа заедно ги гасне. Значи беа миротворци. Мислам дека со решавањето на сите овие проблеми и тоа заедно во комбинација со граѓанската енергија од 2017 година, од Македонија создадоа еден потенцијален светол пример за тоа како балканските држави, нели, кои што традиционално за кои што традиционалната асоциација дека се буре барут, не знам, етнократи, кај што, нели, има комплицирани меѓуетнички односи, како сите овие работи дадоа еден светол пример, поздравен од, нели, меѓународната заедница, од Европската унија, од нашите пријатели од страна, и како беше нашата држава посочена како пример како може да се решат и другите регионални проблеми кои што го тиштат Балканот. И за очекување беше тоа да биде признаено. Еве, сетете се кое беше прашањето на референдумот. Така, тоа беше тешко политичко прашање. Ние нашите луѓе ги замоливме да искочат на референдум, да речат доста е,
доста се расправаме со грците, ајде да го промениме името, не е убаво, не е лесно, не е дека тоа го сакате, но ова ќе ни отвори перспектива, така ќе знаеме дека Европа не сака, ќе знаеме дека ќе имаме пристап до ресурсите, знаењето, поддршката политичка, стабилноста која што ја носат преговорите и членството во НАТО. Целата работа беше така представена. И што се случи со октомври? Се случи тоа да целата резонантност на оваа приказна, апсолутно легитимна приказна, изгуби, значи падна во вода. Регионално, мислам, целата идеја зошто Западот ја поддржа оваа влада беше големата слика, беше создавањето на тампон зона околу Србија, затоа што сите добри познавачи на регионот знаат дека Србија е најголемиот потенцијален извозник и увозник, да го употребам тој речник кој што инако не ми се допаѓа, на стабилност во регионот. Србија е најголемата држава, Србија е државата од која што зависат многу работи, најбогата, во средина, отворени прашања нели во однос на Косово, отворени прашања во однос на големите нели српски заедници во Босна, нерешена државност и така натаму. Значи ако се создаде тампон зона околу Србија, нема веќе отворени прашања околу Србија, Србија обкружена со НАТО членки и така натаму, тоа би направило некаков притисок на тамошните политички елити кои што инаку се сметаат за чудни во најмала рака, да почнат да ја фатат правата страна, значи да ги решаваат проблемите, да не размислуваат за размена на територии, да бидат поконструктивни во однос на Босна, сите тие приказни за проблематизација на границите да престанат и така натаму. И сега што се случи? Се случи да Србија и елитите кои што самиот Запад ги смета за чудни, но меѓутоа мора да се работува со нив, испаднаа победници од оваа приказна. Значи, најголем победник од нашето недобивање преговори, од нејасноста на перспективата наша, или во однос на Европа, во однос на тоа кај припаѓаме, во однос на тоа како треба да се реформираме, всушност српската политичка елита. Сетете се назад кои беа после, нели, француското вето практично, кои беа насловите во српските медиуми. Кои беа пораките што ги испраќаше Вучич. Арно му велев на Заев дека не треба да го решава спорот со Грција затоа што Европа не го сака. Дека нема да добиете ништо. Зашто јас би влегол во тежок компромис, нели, за признавање на Косово, кога примерот на Македонија, на Северна Македонија покажува дека решавањето на тешките проблеми не носи бенефит. Они пак ќе ни најдат милиарда изговори дека ние не чиниме, иако ние правиме реформи и така натаму. Значи, тоа е многу сличен јазик на јазикот што го имаше ВМРО ДПМН под Никола Груевски. Многу поопасен, многу пософистициран, затоа што политичките актери во Србија се попаметни и поспремни од нашите, подеднакво опасни. Кој беше награден на целата приказна за тешките компромиси? Александар Вучич. Јас немам добро мислење за српските политички елити. Мислам дека тоа имаат традиција на лошо владење уште од времето на Милошевиќ, војните во Југославија. Но за жал, Западот, односно одредени западни земји, со оваа непромислена одлука ги наградија силите, ретроградните сили на Балкан. Дали е тоа од стратешки причини? Дали е тоа неумење? Дали е тоа од кусогледост? Или постои некоја слика што ние не ја разбираме? Тоа не би навлегувал, може да разговараме за тоа. Но реалноста е таква да или нецелосно европските сили или силите што многу добро го говорат, нели, тој проевропски дискурс, а во суштина работат на зарабување на своите држави, победија. Се најголеми победници од целата и многу европски политици регионална приказна кажат дека сега ќе се загрози стабилноста на Балканот. Нели Јункер, Хан излеза со таква констатација. Да, тој јазик го користат нормално за да ги одоброволат, нели, своите партнери да дигнат, да спуштат, нели, рачната. Не знам како ќе се одвиваат работите, дали стабилност, демократија, меѓутоа знам дека сме во полоша ситуација од колку што сме биле пред, да кажеме, година дена. Затоа што целосниот кредибилитетот, ние правиме анкети редовно
сте присуствувале веројатно на делови од брифинзи и така натаму и мериме, не знам, ги прашуваме луѓето во Македонија кога очекуваат Македонија да влезе во Европската унија. И после 2017 година преку ова прашање е видлив еден тренд на зголемување на оптимизмот, така. И тоа беше оправдано, затоа што нашите елити тоа така го представија на граѓаните гледаат дека работите се мрдаат и така натаму и тоа е некаков индикатор за оптимизам. Сега ќе правиме уште една анкета, односно моментот се прави и јас претпоставувам дека тој податок ќе оди надоле. Сето тоа ја го подкопува кредибилитетот на унијата кај нас. Не е само за тоа крива унијата, ние знаеме каде припаѓаме, ние сме дел од Европа, дел од индустрија, германскиот индустријски простор, да кажеме така. Има фабрики, има слободен пазар, роба, движење на луѓе, нашите луѓе се селат во Европа и така натаму. Работа е што со целата ова приказна, така, со француското вито, мислам дека во Македонија се уби надежда. А надежда е многу битно чувство, многу битен афект, емоција во политиката. Без надеж има апатија, без надеж има, не знам, цинизам, без надеж се случуваат некои лоши трендови од кои што капитализираат, имаат ќар не толку прогресивни политички елити. Така што не знам работите како се одвиваат. Целосно, она што го знам е дека од целава приказна, и со француското вето на некој начин се казнети, условно кажано, добрите момци. Додека лошите момци извлекоа ќари. Се ова не носи на прашањето за нон-пейперот. Ја имам лична политика да не го коментирам, додека не слушнам како државата, нашето МНР, ќе го процени. Кога читате документот, имате чувство, едно мешано чувство, јас имам мешано чувство, или е напишано од некој најпаметен, така, од некоја најпаметна екипа на експерти, луѓе, политичари и така натаму, што вистина разбираат нешто што останатите не разбираме. Така, па тоа е некој стратешки пристап и така натаму, ама истовремено имам чувство дека го напишал некој што тотално Балканот не го интересира, не го познава и така натаму. Има многу детали што се нелогични. Например, на најфилозофско ниво, не знам, имате целата идеја за полиси блокови. Прво вие ќе го решите владењето на правото, прво ќе станете демократија, а потоа ќе станете, не знам, во 6-тиот, 5-тиот блок, како е, ќе станете дел од заедничкиот пазар, односно ќе преговарате за такви работи, ќе развивате економијата. Добро, мислам, сите знаеме дека нема вистинска демократија доколку нема силна средна класа. Силна средна класа има ако така на пазарот функционираат фирми кои се борат, така кои создаваат, кои не се зависни од државата, кои се дел од некој поголем заеднички пазар, кои создаваат додадена вредност, кои може да дадат добри плати. И газдите на тие фирми се тие што се најзаинтересирани, така во една демонополизирана економија, да има правила, да има правила на игра кои што важат за сите, да не зависат од државата, да не зависат од арбитрарноста на политичките елити, да не цицаат од заробеноста на државата, од политичката економија како таква. Така што само на тоа најбазично ниво тука има многу не дефинирани работи. Јас се плашам дека ова е изговор. Ова е компензација за, не знам, стравот, делумно и легитимниот страв, можеби на Франција, дека тука работите не се менуваат и неостатокот на визија дали вистина припаѓаме таму или не. Но да оставиме времето да покаже. Сега ќе треба комисијата да се јави. Мислам дека на дел од овие неконзистентности од самиот документ, затоа што тоа е нивна работа, они го знаат својата работа најдобро. И самите ќе посочат, така и ќе речат ова може, ова не може, ова има смисла, ова нема смисла и така натаму. Мојот страф е тој. Плашејќи се од неуспешноста на постојните механизми на проширувањето, мојот страф е дека можеби овие држави ќе влезат во некакво турско сценарио. 30-40 години преговори или не знам, реверзибилност, сите тие приказни. И она што го гледаме и што е факт е дека, повторно ќе кажам, од целата приказна која може ние не разбираме, ќе извлекоа истите оние
кои што самиот Запад нели ги представува или ги чувствува како лоши момци. Тие што зарабуваат држави, тие што нели користат убав јазик на проевропскост, така нели ние сме за пазар, ние сме за владење на право, а ги зарабуваат своите држави. Од ова ќе изрече српската политичка елита најголем ќар, затоа што е морален победник, зашто го решаваме Косово и на некој начин, не знам, Европа и против своите интереси. Францускиот амбасадор Кристијан Темоние неделава кажа дека од земјава се бара да го заврши законот за СЈО, а правосудството и владењето на правото се поставуваат како главен приоритет. Дали тоа се смета за услов да почнат преговорите? Ја имам два одговори на ова прашање. Првиот одговор нема врска директно со прашањето, вториот има. Значи, нашата политичка елита можеше да испорача повеќе во овие неколку години. Затоа што не дојде беше во многу привилегирана позиција во однос на било која политичка елита во минативе 30 години. Зашто? Затоа што не дојде на власт на шведски избори, скандинавски избори, туку дојде на власт на бранот на една граѓанска незадоволство, преточено у конструктивна енергија, спремност за компромиси, спремност за радикални мерки од страна на граѓаните, голема поддршка, голема енергија, која што може лесно да ја трансформираат во позитивна политичка визија. Ја мислам дека тука власта потврди. Темално потврди, особено потврди во делот на неиспорачување на правда, во делот на неможност и неумење или несакање да се бори против културата на неказнивост. Никој не заврши во затвор. Не велам дека тоа чувство дека нема правда се случи само поради компромисите направени поради потребата, нели договорот од Преспа да помине низ парламентот. Затоа што мислам дека граѓаните не беа толку наивни, така и беа подготвени некакви компромиси дека ќе се случат и во тој дел. Но мојот страф е дека власта отаде преку потребата, нели Преспа да помине низ парламентот. Туку некаков стратешки, не знам, договор за неказнивост меѓу политичките елити се случи во оваа држава. И тоа луѓето го чувствуваат. Колку што го гледаат, толку и го чувствуваат. И од тука се уби таа надеж дека нешто драматично ќе се промени. Шансата се прокоцка. И затоа сме самите виновни. Како што ви реков, без надеж нема радикални чекори. Ова држава има радикални, големи проблеми, требаше да има радикални чекори. Искреност во намерите и борба против неказнивоста. Правда. Луѓето бараат правда, сакаат да почувствуваат правда. Европа е символ за правда тука. Мислиме, ни треба Европа зашто сакаме правда. Затоа што сакаме, не знам, да не може секој мокник да помине неказнето, да исплячка, да направи и да избега. И луѓето чувствуваат дека тука има некаков договор. Тоа е тоа, дека не е само тоа дека власта не може да ги исконтролира процесите затоа што се уште минатата власт ги влече конците, има и тоа вистина, да. Но постои чувство дека тоа не се испорача и тоа е легитимно чувство. Вториот дел од прашањето. Мислам дека исто и позицијата на нели Тимоние не е нешто што ќе ја потресе многу власта. Така. И не е поврзано со Морков, нели таа Морков стап приказка, што е Моркова тука? Еве. Од која позиција, со каков легитимитет поставувате, например, такви барања? Да, јас согласувам со тоа, ние треба да тераме реформи, така натаму. Меѓутоа треба го познавате и контекстот тука. Тука реформи се терале и се легитимирале секоја што некаква перспектива. Прави го ова за да идеш чекор напред во ЕУ. Така што чекор напред во пристапувањето, нели? Преговори, Морков и така натаму. За жал така функционира, мислам, за жал или за среќа. Јас се надевам дека ние би имале некоја елита што нема само
да го користи пристапувањето како компензација за недостаток на визија, што не треба да биде. Меѓутоа, за жал, така функционира. Нашите елити и сегашната, нели, целиот наратив за пристапување го користат како компензација за вистински, нели, недостаток на визија. Што сакаат од државата? Што сакаат од државата? Каква стратегија имаме да се развиваме? Кои ни се механизмите? Ние немаме општествен договор за тоа, за жал. И можеби треба да поработиме на тоа. Дали и колку како земја имаме капацитет да почнеме преговори технички со административен капацитет? Мислам дека имаме, но одлив има. Еве, пријавете се во СЕП, новинари сте, како беа, барања за пристап до информација од јавен карактер, видите како бил одливот на луѓе во последниве 3 години, како бил одливот на луѓе пред тоа. Така, значи државата вложувала во капацитети, своји пари трошела и така натаму, за жал, голем дел од луѓето заминуваат, не гледаат визија, не гледаат добар третман, не гледаат, дел од луѓе се вработуваат, има нови генерации, така натаму. Меѓутоа, тоа е голема административна вежба која што ќе бара секакви капацитети. Имаше доста, нели, муабети, невладини дека помогнали и така натаму и така натаму. Работата е јавната администрација. Невладините имаат своји ограничувања, свој недостаток на вештини, своји предности, може да помогнат во процесот. Значи, ја таму би ве упатил, не сме полоши или подобри од другите држави, загрижувачки е што луѓе се заминуваат, загрижувачки е што луѓе губат со години што работат таму, губат чувство на собственост врз процесот, а во крајна линија тоа ќе зависи од нив, ќе зависи од нивната работа како ќе се туркаат работите, они се тие што ги контролираат процесите, вистинската работа и така натаму. Загрижувачки е што се лошо платени, многу загрижувачки работи. Има многу детали има тука за дискусија. Ја би ве повикал да ја отворите оваа тема и преку, не знам, преку копање податоци и така натаму. Како ќе се одрази новиот состав на Европската комисија врз нашиот пат кон ЕУ? Дали со иста динамика како што тоа го правеше Јоханес Хан и новиот комесар за проширување унгарецот Оливер Вархели ќе биде гласен поддржувач за земјите од Западен Балкан да станат членки на ЕУ? Вишеградската група се едни од најголемите поддржувачи, нели, на проширувањето, вклучувајќи и Унгарија. Но фактот дека има унгарец, нели, комесар за проширување е на некој начин мечки на услуга, затоа што огромен дел од резервите на Франција кон проширувањето се должи на нивната перцепција дека претходниот бран, или големиот бран, не ги дал своите резултати. Им пречи Орбан. Им пречи како тоа во среда Европа има раст на илиберализам. Им пречи како, не знам, Полска е еден од најголемите, нели, корисници на структурните фондови, скоро Полска, мислам, развојот е неминовен и видлив на сите страни. И огромен дел од тој развој се должи на, нели, солидарноста на Европа, а од друга страна Полска не сака да прима мигранти, не сака да учествува солидарно во поделбата на ризиците, на трошоците поврзани со, нели, нашата куќа, како што кажаме Макрон, и се оваа истата група на држави се најголеми поддржувачи на проширувањето. И онаа проблематична изјава на Макрон, или метафората за куќата, Европа е куќа, имало 20 станари, дошли уште 10 станари, не сакале сите да плаќаат за одржување на куќата, а тие што не сакале да плаќаат, сакаат уште новите другарчиња да повикаат други другарчиња, што исто нема сакаат. Тоа е проблематична изјава. Меѓутоа тоа ви доловува кое е чувството во Франција, кое што е, нели, втора или најважна држава во Европската унија. Така што затоа во таа смисла е мечки на услуга, не знам, поддршката во даденава констелација од државите од, нели, Вишеградската група, едноставно како се вика, едноставно ги потврдува тие предрасуди што постојат, нели, во Франција и ги потврдува стереотипите, чувствата, мислењата врз кои што се базира нивната резерва кон проширувањето. Инаку секоја поддршка е, нели, добре дојдена. Секоја поддршка е добре дојдена. Проблематично е исто тоа што, нели, тука имаме фокус во нон-пейперот и генерално постојните преговарачки рамки на владењето на правото, нели, на тоа да имаме функционални правни држави, а комесарот за проширување е поддржан од влада, која што се тужи со Европската комисија
и е во спор и во некаков конфликт со Европската комисија, токму по поглед на, не знам, независноста на судството, регулаторните тела и сите оние механизми, институции и политики што имаат врска со генералната тема на водење на правото. Така што мешана слика. Дали очекувате дека ќе добиеме датум на самитот во Загреб? Не би се осудил, мислам дека и да ги прашате во владата не се осудува, затоа што многу лошо работеа на менеджмент на очекувањата. Очекувањата се дигнаа, све беше една карта, нема план Б, нема. И видовме дека тие големи очекувања ја водат до големи разочарувања, па на избори нели се отиде за тоа, дури да се пресретне тоа разочарување и не знам, играта кој е виновен, да се пресретне играта за тоа кој е виновен, би било штета. Мислам, би било голема штета овие сите работи да течат полека. Ќе се испушти моментот и ќе испаднат победници, како што кажав повторно, лошите момци. А треба добри момци. Во Балканот за да работите се. Како предвремените парламентарни избори ќе се одразат на евроинтеграциите и на спроведувањето на реформите? Па мислам дека треба да имаме добри избори како председателските што беа, без големи драми, инциденти и така натаму, и тоа би било добро за, нели, и за нас, и за имиджот на државата и така натаму. Инаку повторно ми е као клише прашањето, чекај да видиме што, да видиме таа нова методологија, да видиме што е идејата стратешка на Европа, дали сакаат, не сакаат, која е динамиката и така натаму. Немаат морков во моментот. И мислам дека така се чувствува и нашата влада. Дека свесни се дека нели што и да направат, како и да направат, дека тоа нема да има влијание на генералната слика. Разговарате со политичари, мислам дека ќе добиете тоа чувство секаде. Речиси пред време. Голем е влогот. Кампањата е за контрола на нели некоја група на интереси врз 4 милиарди евро буџет. Влогот е голем, така. Така што кампањите ќе потрае, ќе биде Балкана веројатно, и во кампањата мислам дека ќе се прекршува целата кампања и исходот на изборите од тоа дали луѓето повеќе се плашат од ВМРО или повеќе се разочарани од власта. И некаква политика на страв ќе се промовира, особено од власта, додека од ВМРО ќе има тие класични приказни на корупција и не знам, кој колку крадел, помалку крадел, повеќе крадел и така натаму. Така некако ќе се прекршува целата кампања. Што нема да води кон нели поголема излезност, секогаш знаеме дека негативни кампањи генерално земено вообичаено нели намалуваат излезност. Ја мислам дека ќе има помала излезност од претходните парламентарни избори, некаде од таа излезност ќе зависи кој ќе изоди повеќе од нели својата абстиненција ќе има, разочарување има и така натаму. Меѓутоа ќе видиме дали политиката на страф на промовирана од власта, страф од ВМРО, страф од тоа што се случуваше, нели колку е долго сеќавањето на луѓето, од тоа највише ќе зависи исходот на изборите. Од регионалните искуства што ги знаете, кои поглавја се покажаа како најтешки за преговарање? Најтешко и најскапо мислам дека е поглавје животна средина. И најтешко и најскапо. Дефинитивно најскапо, затоа што тука има сериозна работа. За да ги достигнеме европските стандарди во однос на заштита на животна средина, гледаме дека и во наредните 7 години и во самата финансиска рамка на ЕУ и во политиките на ЕУ фокусот ќе биде токму на климатските промени, животна средина, а знаејќи како ние стоиме, односно како не стоиме добро во однос на тие прашања, тоа е видливо. Треба да излезете на улица и ќе сватите на секој ќош, од воздух до, не знам, менеджмент на сметот, управување со сметот и така натаму. Мислам дека тука е најтешко, најскапо и тука имаме најмалку капацитет да се справиме. Веќе треба самите да почнеме да работиме на тоа, затоа што сме нели обврзани со целите за одржлив развој, кои што се нели интегрирани во европската политика за заштита на животна средина. Значи тука немаме изговор и мораме сами да си го исчистиме ѓубрето. Ви благодарам што одвоите време да дадете интервју за МИЕ.